Добро вечер во уште една отворена студија на телевизија Нова. Зборуваме и вечерва за што, ако не за политичката криза и ситуацијата во Република Македонија. Вечерва гости во студиото на телевизија Нова се аналитичарот Александар Дачевски. Добро вечер, и Никола Србов. Добро вечер и благодарам што секогаш се одзивате кога треба. Добро вечер и благодарам за покана. Се чини дека секој ден дискутираме на иста тема, но многу различни работи. Во Македонија ситуацијата е таква во последните 2 години да од ден на ден работите толку се менуваат, да се што сме зборувале вчера буквално веќе не важи. Денеска имаме и нови ситуации, иако и вчера го имавме отвореното студио повторно новаа тема. Еве денеска имаме сосема нова ситуација. Ќе започнеме од тоа. Џафери влезе во кабинетот, во председателскиот кабинет. Ваша реакција за сева што се случува сега? Па јас не мислам дека зборуваме за исти теми, бидејќи постојано се менуваат работите. Ако се присетиме од разговорите, па не знам, фантомите, па не знам, пржино 1, пржино 2, пржино 3, ако може да се каже. Што било вчера, денес не важи? Одлуката за изборите и така натаму. Сега да не, значи предизборен инженеринг, постизборен инженеринг, односно изборен инженеринг, значи обид за промена на ситуацијата во гласовите и така натаму. Се тоа различни работи, макар што се поврзани со други, како што и оваа работа што се случи со Талат Џафери вчера е поврзана со целокупната ситуација. Што всушност се случи? Се случи, сметам дека тоа, како што е овој инженеринг за избори, така беше и тој инженеринг, затоа што видовме дека листовите од кои чита им беа напишани, сето тоа беше претходно подготвено од некој центар. Поентата беше кога ќе дојде Хојти да биде тоа завршено и да го признае Талат Џафери како што го призна. Знаеме дека тоа без оглед дали е сега од Deep State или од Демократска партија, па ќе го сменат наскоро со друг, тој ќе остане најверојатно во State Department, сепак е тоа висока функција во САД, која е заменик помошник за Европа и Евроазија, што, например, е конкретно се однесува и на Македонија. Така што тој избор беше направен спротивно на сите прописи врз основа на кои се бира председател на собрание, да не ги повторуваме. Вчера професорката Тања Камишева убаво ги наброја, значи повредени се 3 члена од Уставот, 14 од деловникот за работа на собранието и 3 члена од законот за собранието на Република Македонија, што е многу голема повреда, што се однесува до тоа. Јас му препорачувам на ВМРО ДПМН да покрене постапка пред Уставниот суд за испитување на уставноста на таа одлука, бидејќи беше донесен не само спротивно на овие прописи, туку и спротивно на другите прописи, например правилникот за гласање. Ние веќе немаме кревање на рака од денот кога е воведен системот, електронскиот систем. Значи, сите тие членови се повредени. Не се ни броја гласовите, се смета дека имало 58 присутни и така натаму. Значи, по ниедна основа таа не е издржана одлука и затоа треба да се поднесе барање за испитување на уставноста, уставна иницијатива на таа одлука, да се одлучи Уставниот суд, да не биде сега повторно со насилства, со такви работи. Не верувам дека некој уставен судија, без оглед од која партија е избран или подржан, од која провиниенција, дали е предложен од председателот и така натаму, би гласал дека ова е уставна одлука. И тоа би се претворило во пракса, бидејќи ние мораме некако владењето на правото да го устоличиме, да го воспоставиме. Сега работите се поделени. Доколку го поддржуваш изборот на Талат Џафери, тогаш си СДСМовец. Ако го оспоруваш изборот на Талат Џафери, си ВМРО-вец, а правниот дел? Да, тоа ќе продолжам, меѓутоа ова ми е многу важно да го кажам, затоа што ова е како дел од науката, всушност важи за граѓаните на Република Македонија како тоа се дозволи. Значи, никој не се занимава со Македонија, јас сум сигурен дека Хојти не го прочитал деловникот, ниту па го интересира. Ниту па го прочитал Столтенберг, пошто НАТО подржа. Они оде од тоа дека имаат 67 или 69, овие имаат 51 и нема што тука. Мнозинството треба да му се дозволи да формира влада и одат одени soft measures, што ги викаат, нели мерки кои се лесни, и оставија 2 месеца и поминуваат на hard measures, она што се деси во четврток. Значи, во политиката има една теорија која е официјална теорија на САД, која они ја спроведуваат во нивната политика, таа се вика, тоа е теорија на Ханс Моргентау, тоа е германски политиколог кој емигрира во САД, и тој поставува таа теорија дека тој што е помоќен, најмоќниот,
тој ги поставува условите на игра. Значи не е она дипломатија што беше сите сме еднакви, па разговараме дипломатски, него најмоćниот ги поставува правилата на игра. Така да вие сега што имавме ние? Имавме подршка од НАТО, ЕУ, комесарот Хан кој преговараше во пржино, подршка даде сите амбасадори, Болгар, представникот на Европска унија и Хојти како официјален представник, барем за сега, на САД. Значи комплетно цел свет. И тука не можеме да објаснуваме сега дали ќе поддржиме таа одлука, кој знае што кажа Хојти. Кој знае на кој начин се заканил на тие што не би ја поддржале одлуката за Талат Џафери, така што гледаме денеска што се случи, Талат Џафери доаѓа таму и седнува на столчето каде што или албански знамења. Става добро, тоа е друг дел на приказната, меѓутоа воопшто нема право да седне бидејќи одлуката е нелегитимна. И затоа јас сметам дека треба да се покрене оваа уставна иницијатива, да видиме што ќе одлучат институциите на системот. Уставниот суд, ние еве и председателот на државата се повикува на одлуката што ја донел Уставниот суд 92 година, дека мандатот го дава председателот на држава. И веќе тоа воспоставена пракса, не може сега да каже некој затоа и го бараат од него. Дали можеме да извлечеме заклучок, господин Дашчевски, господин Србов, се извинувам само како подпрашање, па сакале вие да го прокоментирате. Ние не сме држава. Кога ние можеме, значи правото не функционира, доаѓа некоја од страна, признава работи, значи целата поента зашто се случува ова е промена на името. Затоа што американците и ЕУ сакаат што побрзо да влеземе во НАТО пактот и во ЕУ евентуално, затоа што гледаме каква геополитичка поделба се прави во светот. Заострува играта. Веќе неколку држави веќе се освоени териториите тие од Русија, да кажеме Сирија, во Украина не се знае како ќе заврши исходот и уште некои држави се води борба за превласт на евроазијскиот континент и тука сметам дека САД сака да ја заокружи целината на Балканот. Мислам дека ние сме само почеток тука, затоа што ако не го смениме името, нели грците пак не признаваат. Од друга страна, гледаме дека сега и грците ретерираат затоа што таму во Епир, односно Чемерија, како што ја викаат они има околу 1 милион албанци. И штом ќе се заокружи оваа целина, се преминува таму, да не мислат они дека така ќе поминат, а од друга страна, мислам дека ние сме увертира за Србија. Бидејќи еве јас предходна недела на телефон ми се јавија од ТВ Пинк и ме прашуваат што мислите како во 2 дена се јавија градоначелниците на Бујановац, Прешево и Девар со исти изјави. Со синхронизирано, викам договорено е тоа. Така што гледаме дека сите тие луѓе што се во тој дел уште 97-ма, која беше 98 година. Сакате да кажете дека немаме избор? 97-ма и 98 година да се реални? Ми се чини кога Слободан Томич вршеше интервју на Лоренс Игалбергер, кој беше главен преговарач, еден од тие луѓе што се представници на финансиската олигархија, тој рече доколку не се реши прашањето на Балканот со влез на државите во ЕУ и НАТО, очекувајте да се развие прашањето со голема Албанија, кое сега е на голема врата влезено. Се зборува дека ќе се спојат Албанија и Косово. Вие знаете за резолуцијата 1244, која се донесе после Кумановскиот договор, која зборува за тоа дека Косово, во самата резолуција пишува која е на сила. Дека Косово е составен дел на Србија, не составен дел. Сега ако се спојат, тоа е значи окупирање на туѓи територии. Така е сега за сега, додека некој не излобира од албанците или од албанското лоби или од косовското лоби да се смени таа резолуција која е на сила. Не може да се смени бидејќи со создавање на Косово како држава се стави забрана за било какво припојување во иднина кон Албанија. Сега тоа дури баш тоа и сакав да го кажам, дури тоа се заговара. А Прешевската долина веќе не е спорна. Бидејќи во Прешево 100% живеат албанци. Нема ни еден, дали 1% има Срби, во Бујановац се некаде пола-пола, Медвежа да не зборуваме, и сега се оди на она горна линија, значи према Врање, Лесковац, Прокупле, тоа се спојува горе на Ибарска магистрала со Санчак. И Санчак е дел од, како што ја гледаме таа карта што ја цртаат, не мора никој политичар да каже, значи и Санчак е дел од тоа, а таму живеат само Срби со муслиманска вероисповест. Така што се оди на тоа, ова сега, ваквата ситуација кај нас што се разви, е резултат дека полесно ќе оди во Србија.
Тоа е поентата, а инаку Генерална проба велите дека сме? Па генерална проба која е успешна. Значи не требаше никако да се дозволи, но со тие инженеринци, значи вие имате ситуација кога нели два пати се одлагаат изборите. Сега гледаме зошто се одлагале. Имате у тоа излобирано 70.000 албански гласови, не можете да ми кажете дека тие се така доброволно дадени поради канализација, нели во Рачино, или не знам комунални проблеми во Шипковица. Бидејќи во Шипковица, каде што беше главниот штаб 2001 на Али Ахмети, победило СДСМ, не знам дали знаат кај се наоѓа тоа, меѓутоа не е важно, важно 70.000 и 40.000 за кои се докажа дека 570.000 евра се отидени за тие семејства што гласале од страна на невладините блиски до Сорос, кон тие семејства од 200 до не знам колку евра од семејство за да гласат да испадне дека и во Источна Македонија се зголемила поддршката. Тоа е тој предизборен и затоа се одложија два пати изборите, кога беше време за да се одржат, дојде Викторија Нуланд, која е многу посилен калибр од Хојти и рече мора да се одржат, се одржа. Значи кога беа подготвени за одржување, сега планот пак не беше направен, сметаа дека паднате рейтингот кај ВМРО ДПМН, што не е точно, нели се покажа дека си го оствари истиот резултат од 2014. Значи никакви фантоми, никакви проблеми и така натаму. Значи тогаш се направи оној обид срамен за графолошко вештачење, што нели не постои во изборна проблематика, тоа е дел од кривичната постапка. И не успеа да се смени резултатот од 51-49, 50-50 или обратно, како што се сакаше. И сега што се направи? Се направи притисок врз албанците, кои 10 години Дуи беше во коалиција со ВМРО ДПМН, да не бидат во коалиција. Се направи таа албанска платформа, вие можете да направите каква сакате платформа, што не направија таа у тие 10 години, зашто не ја спроведува. Меѓутоа видовме дека еве сега ќе се повикам, можеби ќе се наљути, меѓутоа не е во негативен контекст, во позитивен контекст на Љупчо Палевски, нели рече тој пред некој ден дека кривични пријави за Теута Арифи и Меджити, началникот на Чаир, били у фиока и били уценети. Од друга страна знаеме дека и Али Ахмети и Муса Чефери били уценувани со кривични пријави. Значи лесно е да се направи тој притисок и да се сврти ситуацијата. Значи, и покрај тоа што победник на изборите беше ВМРО ДПМН, се најде инженеринг, мораме така да го викаме, бидејќи доби таков популарен назив, како Меѓутоа, дури ни политичките аналитичари, дури ни правниците не можат веќе да ја зборувам за од страна, контактиравме со многу и аналитичари од Балканот и од страна за да биде нивно мислење за оваа работа, не можат да најдат НЗС во оваа папазјанија. Знаете, многу е лесно да кажеме, не смееше да се дозволи. Значи, кога се соочувате со нешто ново, со нешто што до сега не се случувало во Република Македонија, не можете туку така да не се дозволи. Наставно се случи тоа што се случи. Класичен инженеринг, Социјалдемократскиот сојуз ги прибра сите албанци во своите редови, Дуи целосно е распадна како партија. Ова е сценарио, финишот на сценариот е веќе одиме кон финишот, како што кажи Даштевски, да се смени името на државата. Тоа треба да е финишот на целата операција, која веќе 3 години ја гледаме. Со платформата не доколку порано странски сценарија влегуваа преку одредени политички партии, ќе земеа под своја една политичка партија и преку не за спроведува некоја политика во соодветна држава. Сега таа стратегија промената се навлегува во државите преку невладени организации. Зашто ние апелираме веќе колку 4 месеци како иницијатива, како дел од иницијативата Стоп операција Сорос, дека токму тие невладени организации навлегува во Социјалдемократскиот сојуз и направија таа партија тоа што го направија. Таа партија повеќе не може никој да ја распозна. И тоа е цело сценарио, точка по точка. Ние го гледавме заев како излегува на телевизија и народот му се чудеше. Тој се смееше, викаше се ќе биде така, се ќе биде така. Значи тоа веќе било испланирано. Значи тој беше сигурен, во себе кажува се ќе биде така. Тоа беше се испланирано. И тоа што се случило со собранието, тоа беше сценарио. Го обвинуваат Чавков зашто немало повеќе полиција. Првосно Чавков немал информација дека тој ден ќе се прави пуч во собранието на Република Македонија. Таа информација имал токму тој што го повикува Чавков, тој министерот од страна на Дуи. Зошто не му споделил информацијата за да Чавков засели со полициски службеници на терен.
анализата во МВР и тој кризен штаб што е направен, се водела по тоа дека 60 дена народов протестира, мравка не гази, имаме ист број на полицајци 60 дена, значи продолжуваат протестите да бидат мирни. Народот излегува мирно да протестира. Они немале информација дека Социјалдемократскиот сојуз токму тој ден ќе го прават тоа. И со тоа што не му споделил информацијата министерот за внатрешни работи од ДУИ на Чавков, можеме да извлечеме заклучок дека тие посакувале да се случи тоа што се случи во собранието. Тие посакуваа народот да влезе, тие посакуваа да има контакт со парламентарците од Социјалдемократскиот сојуз, за на крајот народот да биде отцрнат како шовинистички, националистички, значи сите македонци денеска пред меѓународната заедница се отцрнати, оквалификувани како националисти, како шовинисти. Добро, тоа е најтажното. При тоа на нив се налепува ВМРО ДПМН и таа била антиалбанска, била шовинистичка, била националистичка и вие гледате дека цел македонски народ денес како кажете вие дека не сакам да ми се редефинира мене државата, тоа не значи дека јас не ги сакам албанците, тука едноставно не сакам да ми се дели државата. Од сега само ќе ми кажат ти си дечко шовинист, ти си националист, не ги сакаш албанците. Доколку го кажам дека Талат Джафери, како што и вие кажавте, е нелегално избран, они ќе ми кажат дека сум шовинист. Народот не протестираше дека Талат Джафери е албанец. Народот каже пред собрание јасно и гласно. Ние протестираме да не се стави председател на собрание кој ќе застане позади тиранската платформа. Тој ако саки марсовец нека е. И они сега сето тоа го спинуваат, ти викаат, аха, ти не го сакаш Талат Джафери, бидејќи албанец, ти си шовинист, ти си националист. И ВМРО ДПМН претходно има вкажувано, тоа е најголемата грешка кај ВМРО, што не успеа да се извлече од таа стапица, да биде прикажувана како националистичка, зборувам за шовинистичка партија. Тоа Социјалдемократскиот сојуз многу добро и го прилепуваше на ВМРО ДПМН, дека таа била антиалбанска партија. Погрешна стратегија на ВМРО е тоа што не успеа пред албанците да прикаже што ВМРО ДПМН има создадено за албанците, значи работи од кои значи нив секојдневниот живот, а не некои си ветувања кои што ги дава Зоран Заев. И така натаму, Значи тоа се грешки кои ВМРО ДПМН ги направи и не успеа да ја одлепи од себе етикетата, додека во исто време Социјалдемократскиот сојуз ги собираше сите албанци во своите редови. Утре да има парламентарни избори, поддршката ќе СДСМ од страна на албанците ќе биде дупло поголема отколку на претходните избори. Додека ќе ВМРО ДПМН ќе биде дупло поголема ке македонците отколку на претходните избори. А кога сме кај тоа, не знам, нели сме демократија, нели народот е газда во оваа држава, нели изборите се она што е... Ми пречи тоа што странците ми кажуваат што е легално, а што не во нашата земја, без разлика за што станува збор и за кого станува збор. Како што кажавте и вие, Талат Джафери меѓутоа да не застане зад тиранската платформа, односно платформата од своја страна. Дека протестираме зашто бил албанец. Сега прашањето ми е, очигледно е дека Талат Джафери веќе седна во собранието и на сајтот на собранието е променето кој е председател на собранието, ќе се формира. Сите можни сајтови у свет, ја баш проверува пред емисија. Така, синхронизирано. Ако одите на српски, француски, англиски, германски, или порталот Википедија да речеме, ќе видите дека ја не знам кога го проја синока. Минатата веќе беше променето. Така. Значи, целата таа работа ќе си оди, веројатно ќе следи формирање на влада и така натака, и еве да речеме ќе дојде на точка на дневен ред промена на името. Дали мислите дека овој народ на било кој политичар? Дали е тоа Груевски, дали е Заев, дали кој сака да е, ќе му дозволи? Само да ви кажам, затоа што тоа веќе е апсолвирано прашање. Значи, кој ти го каже, веќе не треба Заев или некој од СДСМ да го каже, кој ти го каже дека еве сега, значи во сега која беше, еве сега, пошто дели средена е ситуација, признате Талат Джафери, ќе се формира што е можно побрзо влада и да се побрзо да се прими Македонија во ЕУ и НАТО, пред се во НАТО, бидејќи тоа е од САД, евроатлантските асоциации, под ново име. Значи тој го каже. А го објасни претходно принципот, нели Зоран Заев кој гостуваше некаде на интервју, го објасни како ќе оди тој принцип, дојме ќе се свика референдум и на тоа ќе гласа народ. Сега знаеме како се свикуваат референдуми и како нели некои прашања не заслужуваат одговор, па може да се асоцира да се
психички да се делува на луѓето како да гласаат, така што тоа прашање ќе планираат така да го решат. Значи А не пие овој народ нафта? Да, но народот не пие нафта. Рачунете дека таа влада оделени се луѓе. Утре да направи Зоран Заев таа влада мислам нема да биде функционална. Нема да заврши кризата со составување на влада. Да нема да биде функционална ни по тоа прашање. Они ќе стагаат да го стават на маса, нема да биде функционална таа влада. Не баш по тоа дали. Океј. Затоа што тука сите значи нема да се направи утре влада, нема воопшто да се реши кризата, туку кризата уште повеќе се продлабочува. Бидејќи мнозинството народ, тоа се македонците, нивниот глас е погазен. Како сакате вие кажувајте дека овие имале мнозинство, дека создале мнозинство, ние кажувавме пред изборите, кажувавме дека ќе биде погубно доколку само направи мнозинство заедно со сите албански партии, доколку во случај ВМРО ДПМН не освои над 61 пратеник, дека ќе биде погубно, се извинувам, и сега гледаме дека е така. Значи волјата на мнозинскиот народ, тоа се македонците, да не заборавиме, ние сме мултиетничка држава, но сепак македонците се мнозински народ во оваа држава. Нивната волја е погазена. Револтот помеѓу граѓаните е огромен и оваа влада, какви да направи Зоран Заев, е нелегална, нелегитимна и нема да држи долго. И ние ќе влеземе во уште поголема криза, ќе влеземе доколку се предја, гледаме дека се оди кон тоа. Така, ќе анализираме што ќе се случува, ќе се вратиме веднаш назад во студиото, должни сме да спонзорите, одиме на блок реклами. Повторно сме назад во студиото, зборуваме за политичката ситуација во Република Македонија и најновите информации од денеска, како што констатиравме од почетокот, се менуваат работите од час до час, а не од ден за ден. Се што се случи, знаеме што се случи, елабориравме, значи тоа што се случи според ВМРО ДПМН е комплетно кршење на волјата на граѓаните Република Македонија, според СДСМ е обид на ВМРО ДПМН да ја спречи новата мирно предавање на новата власт и заменување во опозиција. Ајде се тоа да го ставиме настрана, сепак сме држава, ајде да зборуваме за правните работи. Вие споменавте дека предлагате ВМРО ДПМН да поднесе тужба за тоа да се прогласи нелегален или легален. Свесни сме што не се случува и во судскиот систем во Република Македонија, имаме и тука паралелизам веќе, тука е основното јавно обвинителство и специјалното јавно обвинителство. Колку една ваква тужба би вродила со плод кога фактот е дека Џафери е веќе на случајот каде што и ќе се тера работата, нели? Па не знаеме колку и кога, меѓутоа ако не од другиот принципиелни причини треба да се спроведе оваа тужба, макар што гледам јас овие денови, многу луѓе ми се обраќаат, знаат дека сум правник по професија и така натаму. Значи јас мислам дека неколку илјади луѓе се повикани за банални работи на разговор во полиција. Најверојатно е тоа за да се откажат од протестите, меѓутоа тоа не е правна држава, не е владење на правото, тоа е спротивно на критериумите 23 и 24 за право и правна држава и владење на правото на компетенските критериуми на ЕУ, кои тие ги спроведуваат, а сега Жбогар го внесува тоа Џафери во канцеларијата на Трајко Велјановски, спротивно на владењето на правото, бидејќи не е избран врз основа на правните прописи кои важат позитивно правните прописи во Република Македонија. Значи, тие луѓе сега се врши притисок да се откажат од тие намери и да се повлечат од протестите, што мислам дека ќе оди потешко, меѓутоа гледаме дека се намалува бројката, некои луѓе се веќе во притвор, некои веќе не излегуваат, се плашат, сепак тоа се обични луѓе, обичен народ. Тоа не се ниту ВМРО-овци, мислам има од сите партии, меѓутоа има и луѓе кои се неутрални, кои не гласаат, меѓутоа се сакаат државата и така натаму. Така што мислам дека пак повторно ќе се оди со таа сила на притисок за да се спроведат овие реформи и тоа не важи само за овие луѓе кои сега се повикуваат на разговори, затоа што ги повикуваат најмногу поради ширење на расна, верска омраза, нетрпеливост, раздор и така натаму. Например, ставиле на Facebook да живее Македонија, да кажеме, или ние сме против Илирите. И сега го повикуваат дека шири етничка нетрпеливост. Што не е логично по мене. И затоа сметам дека истиот таков притисок ќе се направи и на и врз политиката, врз политичките партии, посебно врз партијата ВМРО ДПМН, која
дури не е сега кога не е на власт, полесно ќе одат работите. Затоа што луѓето викаат ВМРО ДПМН многу попушташе во текот на преговорите. А никој не прашува зошто попуштало, дали биле под притисок или не биле под притисок. Затоа што знаеме дека сите акти однапред беа направени и дека се направени во одредени центри, ти се ставаат на маса и ти викаат потпиши. Така што не сте во ситуација да преговарате дали ќе потпишете или не, и така се избра тоа нестрекно специјално јавно обвинителство на брзина, па после нели се свати дека е противуставно, всушност, дека уставот не дозволува паралелни системи на правосудство да се формираат. И за други работи кои ги потпиша, сега така ќе оди ситуацијата и за името, бидејќи тоа е многу важно за да тој регион потпадне под геополитичко влијание на евроатлантските асоциации, бидејќи така си го зацртале они. Не може сега Бугарија, гледаме како слушаат и падна владата еднаш, затоа што не ги послуша американците за Јужниот ток, и се предизвика пуч поради тоа во Турција, само Турција е сепак многу поголема. Ова излезе работава како она смешката што ја пишуваат на Facebook дека треба да се викаме Кока-кола. Значи ние сме тука една интересна зона која мора да влезе во тој геополитички план на Западот, условно кажано, нели, Западна Европа и САД, затоа што е планирано Балканот тука да влезе. И затоа и на србите ќе се изврши притисок. Јас пред една недела во една емисија и они викаат, нели, на Алфабет, и викаат не е тоа наше прашање, баш со Иван Стоилковиќ бевме, ми неко пријатели сме, не е спорно, меѓутоа тој вика не е тоа српско прашање, тоа е прашање на Македонија. Не е тоа што тоа е регионално прашање. И сите држави во регионот кога сме кај тоа, ајде да ми прокоментирате малце. Вчера Србија и Балканот беа дигнати на нозе по интервјуто на Зоран Заев за еден српски портал за Куричина. И каде што говореше колку сме ние блиски или не сме блиски со србите, а тука нама се имаме една од точките на платформата и геноцидот, за кој што веќе разговараме. Ќе се надобрзам кон тоа, само прво, знаете, кога се случи инцидентот во Собранието, само определување во движењето што е од Косово, искочи со соопштение во Македонија, има обид да се инсталира проруска диктатура, целејќи на ВМРО ДПМН и на граѓаните, кои наводно биле, нели, за Русија анти-САД, анти-ЕУ, и таа пропаганда ја ширија надвор. ВМРО ДПМН милион пати имаат, не само декларативно, историски секогаш било гледало кон Запад, никогаш не гледало кон Русија. Соединетите американски држави, претходната администрација пред се, веќе не сакам да прогнозирам како ќе биде во иднина, бидејќи тамо се случува исто како кај нас од час во час. Соединетите американски држави, едноставно народот со сила го буткаа да биде проруски кај нас. И на крајот на кришата не е тоа поентата што дали они ќе сакаат, како што вели Даштевски, да не внесат во НАТО, бидејќи тука навлегувала Русија. Русија е веќе навлезена во Србија. Но ја не реков така. Но не ја започна кризата од Србија. Историски гледано, Македонија како регион извезува нестабилност. Доколку во Македонија започне војна, таа војна се шири низ целиот Балкан. Македонија никогаш не увезува војна. Така било и во минатото. Доколку имало војна во Бугарија, во Грција или во Србија, во Македонија немало војна. Било мирно. Немало влијание. Тука да се запали кибричето. Доколку во Македонија има војна, таа секогаш, значи, буквално секогаш се разгорува низ целиот регион. И доколку во Македонија некој посакува да се разгори војна, тој знае, не се глупави тие луѓе кои ги прават тие стратегии, ја знаат историјата на овој регион и менталитетот на народот, знаат дека доколку во Македонија започнува да создава криза, таа криза ќе се расшири низ целиот Балкански полуостров. Веќе доаѓаме тука во друго прашање, зошто му е потребна кризата на целиот Балкански полуостров, па тука ќе можеме да ги надоврземе и мигрантите кои треба да поминат, па мигранти кои треба се зборува дека било ветувано дека тука не знам колку илјади мигранти ќе ни се доселат, на кои ќе треба да им даеме државјанство, вработување, дом да ги вдомиме при наша невработеност и слично. Тоа исто ќе се случи во Србија и така натаму и така натаму. И токму заради тоа се зема Македонија како појдобна точка за да се искризира целиот регион. Велите обид да се нарушат односите со Србија, да се нарушат односите со Србија. Македонија, гледате, Македонија треба да влезе во судир со Србија и со Бугарија и со Грција,
Грција не ја поддржува оваа идеја, не дека премногу нас не сака, туку секоја држава се противи на идејата на незината граница да има голема држава. Например, ниту Грција, ниту Бугарија, ниту Србија, ниту било кој никогаш нема да прифати да се создаде голема Албанија, бидејќи тој рачуна дека доколку на неговата граница постои поголема сила од него, бидејќи во тој случај доколку случај Албанија навистина ќе биде најголема сила на Балканов, рачуна дека утре ќе биде во опасност. И тоа никогаш ни историски, кога станувало збор за голема државнички соништа, ке бугарите, ке србите не било дозволувано, било сечено во корен, бидејќи никој не сака на својата граница да има голема сила. И токму заради тоа се ќе бидат против грците, не дека нешто гледа со симпатија кон нас, а плюс се цели кон нивна територија. На крајот доаѓам и до платформата во која се зборува и за геноцидот. Баш со вас говорев за досие, за досие говоревме за геноцид. Ние ќе треба Заев веќе започнува да отвара фронт со Србија. Ние ќе треба србите да ги прогласиме за геноцид, ама ќе треба да ги прогласиме и бугарите за геноцид. Ќе треба самите да се обвиниме ние за геноцид и да се испокараме со сите. И тоа ќе биде знаете, и да се оди кон голема Албанија. Мислам дека албанците се свесни. Имам пишувано и колумни анализи зашто токму албанците беа избрани од САД за да водат својата политика на Балканот. Да не навлегувам, има повеќе фактори во кои спаѓа и религија, и менталитет, и наталитет и слично, да не навлегувам сега во тие прашања, но албанците, делке албанците кои размислуваат разумно размислуваат, они знаат дека и утре да ја создадат таа голема Албанија, тие ќе бидат само искористени за одредени цели и на крајот ќе бидат оставени на милост и немилост на балканските држави. Така е било низ историјата. Тоа пак повторно ќе биде така. Ниту една држава нема да отиде и да ја поздрави создавање на некоја си таква голема Албанија. Ниту Грција, ниту Бугарија, ниту Србија. И тие повторно ќе бидат жртви, тек тогаш ќе бидат жртви на планот кој бил спроведуван преку нив. И вие ако видите пучот во собранието, албанците, значи на автохтоно да го кажеме телоше во собранието гласано од албанците, како например Беса, не беше присутно во собранието, си отиде, не сакаше да учествува на таков настан. Али Ахмети си отиде, не сакаше да учествува на таков настан. Не дека имало опасност, бил не знам координиран со Заев, имало опасност, не сакаше да учествува на таков настан. Кои пратеници од ДУИ го беа присутни и го предводеа целиот настан? Оние кои се закачени за Социјалдемократскиот сојуз. Значи целата игра и целото сценарио нас ни се спроведува преку СДСМ. Не преку албанците. Албанците само седат на страна и како секој нормален човек, што им се нуди, тоа си прибираат они кон себе. Но не можам да не констатирам дека целата идеја и цел во овој момент и намешањето на странците е да се формира таа влада предводена од Заев од СДСМ и од албанскиот блок и да влезат во собранието. Дали мислите дека што се смета дека откако веќе ќе се влезат и ќе се направат, после што народот ќе се смири сам по себе? Дали почнавме за геостратегија па за платформата? Да одиме поред сега. Например, прво да завршиме за геостратегијата. Се слагам со делови од ова што го изложи Црбов, меѓутоа сметам дека од секогаш, значи и Втората светска војна и пред тоа, геостратешки регион се сметал Вардарско-Моравската долина. И затоа сега границите се померија до Ниш. Пошто тука фаќа Морава реката, каде што се планира тој тек да се прави од Морава до Солун преку Дунав, така што тука ќе се прекине ако тој тек влезе во голема Албанија. Извини, не сакав да навлегувам, значи во таа територија влага моментално. Само ќе ми ја прекинеш мислата. САД нема моментално на ниту една точка контрола на коридорот кој минува низ Македонија. Тука и затоа е она линија сега Битола, Прилеп, Велес. Колку има албанци? Има 2-3,4, не е важно, меѓутоа цел Велес е чист. Велес влегува во голема Албанија, тука е коридорот. Вардар, Сол. А што се овие македонци кои што се таму? Скопје, Куманово има и Србија. Прешево, Бујановац, Врање, Лесковац и кај Ниш се врти за Прокопје. Тука е таа линија на Вардарско-Моравската долина, која е геостратешки број 1 регион за тие планови што ги има Кина за правење на таа долина низ која би одела стоката, што би коштало многу ефтино.
Значи не се користи никаква енергија, бидејќи оди низ вода. Знаете дека од Рајна цела е поврзана до излез на море, до Хамбург таму. Бидејќи најевтин превоз е тоа и така се врши целата индустрија и се заработуваат најмногу пари. Сега Кина е во таа ситуација, ја купи луката Пиреј, тука не смееме да зажмуриме на тој факт. Таа не ја купила затоа што има многу пари, туку за да ја користи. И се планира да почне со тоа. Не знам дали колку е познато кај нас дека во Џибути на 17 километри од американската воена база, која служи за заштита на нивната трговија, се прави воена база на Кина за заштита на нивните бродови кои ќе одат пред Суескиот канал кон Пиреј. И затоа Европа толку се противи, бидејќи нивната роба е многу поевтина. Затоа тој коридор сакаат да го контролираат за да ги поставуваат условите на играта. Сега, што се голема Албанија е тоа што најмногу ги слушаат американците. Значи најмногу ги слушаат албанците и тие им помагаат. Го прават на овој начин затоа што видоа дека ние не се откажавме од некои работи што требаше да се откажеме, додека на албанците тие работи можда и не им одговараат. Значи трговија со Русија, други работи, гасоводите и така натаму. Значи тоа е пак геостратешки и прават еден документ кој знаат дека однапред знаат дека нема да го прифатиме. Иако во јавноста се збореше дека таа платформа ја прифатиле од ВМРО па се откажале, јасно е дека не ја прифатиле, да ја прифатиле ќе направеа и коалиција. Тоа се знае, меѓутоа тоа е толку радикална, толку провокативна, што нема шанси да се прифати, а се спроведува од Тирана кај Еди Рама, кој е всушност дел од структурите на Сорос, кој ги организира и бегалците на крај на крајите, што кажа. Добре, платформата беше дочекана како што беше дочекана од дел од македонскиот народ. Сега да дојдам до платформата, значи до тие членови во платформата кои спрема, ако слушнавте, вие неколку пати го повторите тоа, ја го поддржувам. Миша Џурковиќ нели рече дека тоа е всушност вовед во федерализација која ќе се случи за неколку години доколку тоа помине во собрание, да се надеваме дека затоа денеска и реков дека ВМРО-ДПМН никако не смее да сега да го бойкотира собранието. Мора да се бори таму за да не се спроведат тие точки, затоа знаеме дека услов за да почне да се работи реформи и било што друго е прво да се спроведат точките од платформата. Значи, законот за двојазичност, тоа е сигурно нешто многу радикално, бидејќи во 2008 донесоа ВМРО и ДП донесоа таков законник и сега ќе се нема да се прави измени и дополнување на законот, туку нов закон. Зошто нов закон? Затоа што е предвидено веројатно нешто многу радикално, нешто да се употребува на територија на цела Република Македонија, бидејќи тие која рече СДС тоа е против уставно, треба 2/3 за промена на уставот, они рекоа нашите па експерти ни рекоа дека не треба промена на уставот, доволно е само со законот. Но најпровокативно во таа прва точка од платформата е она што се работи за геноцидот. Не знам како им текна тоа, бидејќи тоа е најопасна, најлоша форма на злоста против човештвото. Дури и нацистите не се осудени за геноцид. Таа декларација е кратка. Кратка е декларацијата, односно декларацијата за превенција и казнување од геноцид. Затоа и се вика така казнување. Бидејќи не можете да имате геноцид никој да не биде казнен. И тука мора да се вклучат Обединетите нации, мора да се испита дали постои тоа, се прави комисија. Вие имате, се уште се води постапка за геноцидот, за кој се смета дека е извршен од турците врз арменците, бидејќи се работи за 2 милиона. Уште не е завршен. Ако некој изјава даде, нема ни да има турците. Ако даде некоја земја изјава, француска еднаш даде дека тоа се направило, бидејќи многу ерменски таму избегале, одма има протестна нота од Турција, има прекинување на дипломатски односи, веднаш се буни. Иако турците не се директно прозвани како отоманската. Таа декларација е донесена 49 година во Обединетите нации, стапила во сила на 51 година. И во неа 52 се поведува постапката за геноцид на Турција против арменците, се уште трае, не е завршена, никој не смее да пресече бидејќи се работи за голема регионална сила. Американците не го признале геноцид врз индијанците и до денеска иако го имаат вршено етапно, никој не го ни побарал тоа, меѓутоа не постои држава во свет која се само прогласила за геноцид. Од друга страна, затоа се вика превенција и одговорност, затоа што треба некој да одговара, мора да одговара. Значи тој што го направил треба да одговара, па макар и поскумно, и плюс тоа треба да исплати некаква штета на албанците.
Значи ако сме биле извршиле некој геноцид или ние или србите, а ние признаваме, не само тоа, треба се надовез да се плати репарација. Да. Репарации значи, Германија исплатила до значи, вие се убиле 30.000, колку се убиени, не знам, 1000, 100, за тие треба да се плати. И кој е виновен за тоа? Значи државата вечито ќе остане као геноцидна држава. Од друга страна знаеме дека се бора од 1912 до 1956, од 1912 СХС, Кралство Југославија. Српски крал, значи прогласувате други држави за геноцидни и тие треба да одговарат. Ако сте ги прогласиле, комотно може. Кога сме кај тоа? Не, некоја друга држава може да им поднесе тужба до меѓународниот суд. Во Македонија ние кажа побара како што ние ситуацијата, ќе видиме како ќе се одвие ова, меѓутоа ги заладуваме ли односите со соседите, значи сето ова што се случува после ова интервју на Зоран Заев вчера, остри реакции од официјален Белград, Дачич, Вучич, буквално со многу остри зборови за тоа што беше кажано. Јас ви реков само да се повторам, значи тоа се диктира од еден центар. Мислам дека се уште јаки структурите на Сорос и дека мислам дека тоа не го изјавил Зоран Заев. Сигурен сум дека тоа му е кажано така да го каже, затоа што тие се во постојана комуникација со Еди Рама, дури имаше дека и министерот Нухију бил во комуникација кога се случувало ова. И затоа се случи, како што каже Црбо, во 18 часот кога се граѓаните пред ова, можеше Заев кога излезе во 2 сат, тогаш да се прочита. Што е и во рамките на деловникот, затоа што пишува седницата почнува во 11, а завршува во 18 часот. Значи не може да, они ја читаат после 18 часот, спротивно на деловникот. Значи не е апсолутно битен ни еден член од деловникот, ниту пак од уставот, ниту од законот. Господин Србо, сметате вие дека треба ВМРО сметам дека ова само за Заев да завршам дека тоа е договорено. Мислам дека не го изјавил он тоа, туку тие структури кои сега се видовме дојде и Хојти и така натаму во регионот, кои се најсилни, се договориле така да го каже тоа, што беше по мене сепак избрзано и непотребно. Сега да ги заострувате односите и со единствениот со кој не се стараме во моментот. Поддржувате ли вие идејата што да каже господин Дашевски дека не сме да помисли ВМРО да помене да излезе сега од собранието и дека треба таму да ја води битката? Апсолутно. Мислам дека нема да излезе од собранието, ќе води таму битката. Мислам ВМРО ДПМН од сето ова ќе искочи уште помоќно. Ќе ги консолидира редовите, ќе направи, претпоставувам, нова стратегија за делување. Не дека се нема стратегија, но мислам дека ќе направи нова стратегија на делување, како да се делува. Таму има свежа крв во таа политичка партија. Има уште поголема поддршка од македонскиот народ. И мислам дека ќе искочи многу помоќна. Само проблемот е тоа што колку ќе направи штета во меѓувреме Заев на државата. А на ВМРО ДПМН нема да направи штета. Може ли да се направи непоправлива штета? Може да се направи како тоа со јазикот, кој може да се протне преку закон. Но знаете, не само тоа туку, Заев поставува многу високи стандарди. Значи, ние цело време велиме дека без разлика човекот што мисли, тој цело време ја подкрива летвичката на барањата ке албанците и од тоа понатаму назад враќање нема. Значи, тој ако говори пред албанска диаспора дека тука ќе прави кантони, дека ќе прават децентрализација на општините, тие секој ќе си имал своја, не знам, полиција, што ти ја знам, дека тоа после враќање нема. Ти чим повеќе ги криваш апетитите, тука се прави најголемата штета, а не дали он ќе успее да направи нешто во парламентот или нема да успее. Едноставно тоа прашање вие го пуштате во јавност, го ставате на маса и албанците во иднина секогаш ќе ви го вадат на маса кога вие ќе сакате да правите влада или нешто, било што да направите во оваа држава. Или да отворите устав за некоја минимална работа да смените, они ќе ви речат, окей, го отвараме уставот, да го смениме, да го вметнеме ово од платформата, тоа се ветувањата на Зоран Заев. И мислам дека ВМРО ДПМН ќе го спречи сето тоа и од целава ситуација ќе излезе уште помоќно. Тоа е барем мојата. Сега во таа смисла, меѓутоа имам некои нови моменти, да кажам, во смисла на тоа што се каже дека ќе биде слаба владата што ќе се формира. Зошто ќе биде слаба? Затоа што ќе има 62 пратеници. Тоа е многу, нели Беса не учествува, рече.
овие се незаинтересирани ДПА, така да 62 пратеници може да дојде до Кавга, гледаме дека има и внатре-партиски превирања и во ДУИ, може некој пратеник да излезе, така што е лабава владата, само еден пратеник или двајца и веќе немате влада. И затоа треба да се бори ВМРО што потврсто, за да таа влада не трае долго и има право да бара нови избори, со тоа ќе ги поддржи и граѓаните на Република Македонија кои токму тоа го барат, нови избори. Зошто сега да се нема право на нови избори кога се бара нови избори пред 3 години на чисти избори? ВМРО победи со 63 и 20 на дуи 82 пратеника без фантомски гласови, бидејќи 2014 е чиста, нема ни прислушкувани разговори, нема ништо, и се бара и се добија предвремени избори со 82 пратеника. Сега со 49 плюс некои албански, некои не може нови избори, а ситуацијата е лоша. Немате 82 за ниеден закон. А пред се реформите на привид се во областа на правосудството, каде што треба двотретинско мнозинство. Тука може, ако не им одговараат некои работи што ќе се изготват на ВМРО ДПМН, да не гласат. И само да се закомплицира ситуацијата. И зошто да може со 82 нови избори, а сега со 62 не може нови избори, а уште позамрсена е ситуацијата. Мора барем да се преговара. Затоа што така кажуваат тие структури што кажаа дека треба да има нови избори тогаш. Сега веќе ги заборавивме и фантомските гласачи, и 600.000 одселени, и не знам што све друго беше во игра за да се направи ова власт. Сега ќе се направи и тогаш ќе се оди на правење на овие работи од албанската платформа. Она што не треба да го заборавиме, дека нема враќање назад. Тоа го каже и Ѓурковиќ, ако се сеќавате, нема дека за 2-3 години ќе дојде до федерализација, односно кантонизација, а тоа значи федерализација, бидејќи тоа е само определување до отцепување. Значи, нема враќање. Се што се даде во Охридскиот договор, 90% е спроведено, нема назад. 2004 се даде Охрид, Струга, Куманово стана двојазично, Скопје стана двојазично, Чаир се даде, значи као посебно одци беше Бутел и Чаир заедно со мнозинство македонци. Нема враќање назад. Овие сите прашања како ќе се усвојат од платформата, доколку се успее, доколку не се даде голем отпор, како ќе се даде, тоа нема веќе враќање назад. Ако биде цела Македонија двојазична, веднаш тоа значи дека има два конститутивни народи. Вие имате средини кај што е 20% и јас се слагам таму да се зборува албански. Меѓутоа не се слагам да се зборува во Берово, Пехчево и каде што на луѓето не им е близок јазик. Многу поблиски им се други јазици и поради тоа треба внимателно да се однесува ВМРО во Собранието на Република Македонија, бидејќи нема да биде во, за да се спречат некои работи кои не се во интерес на граѓаните на Република Македонија. Сега говоревме што политичарите треба да направат, но она што мене ме интересира е што народот сега во оваква ситуација, меѓутоа ќе се вратиме веднаш до уште еден блок реклами. Назад сме во отвореното студио, говориме за политичката ситуација, политичка криза без крај се чини, еве и се уште трае. Најава дека ќе се смири само доколку се избере дали новата влада на Зоран Заев, доколку ВМРО тоа прекјутно го прифати, односно влезе во собранието, прифати дека Заев направил влада и евентуално да има совест и свест да се седне на маса и да се разговара. Меѓутоа дојдовме до една ситуација кога на народот буквално му зовре, јас се сметам себе си за дел од народот, ќе зборувам и од своје име, значи не од име на народот, и ми е гајле и за ВМРО ДПМН и за СДСМ дали ќе разговараат. Каде е тука народот? Што да прави народот во една ваква ситуација кога имаме политичари кои што не знаат да седнат на маса? Граѓаните јасно и гласно 60 дена веќе протестираат и кажаат дека тие бараат нови предвремени да се направат нови предвремени избори на кои Социјалдемократскиот сојуз тој постизборен документ, таа измама и таа уцена платформата, значи, да се ја стави во својата политичка програма. Па доколку го изгласат, може мој. Доколку го изгласа, тоа си е нивно право. Народот се изгласал за нив и ќе се спроведува таа платформа. Од друга страна, ќе се го даваат луѓето или за ВМРО ДПМН гласот и граѓаните бараат нови избори, бидејќи прво е направена измама, како што кажав, постизборно. Бидејќи има многу луѓе кои не гласале за таа платформа, гласале за Социјалдемократскиот сојуз, па сега ги гледаме на протестите. Понатаму тоа е уцена за да се состави влада, бидејќи се прекрши правилото победник со победник. Значи ние имаме тука премногу правила во овој период прекршени се со една цел да се доведе Зоран Заев
на власт и Зоран Заев нема да води, значи потребен им е Зоран Заев да биде и СДСМ на власт за да се спроведат неколку измени големи во Македонија и тој после ќе биде веднаш пуштен низ вода. Ама тогаш трпи државата. Тоа е целиот проблем. И Македонија до сега не била доведена во ваква ситуација. Никогаш не се биле доведени во ситуација да треба да отвараме вакви прашања како што се отвараат. И токму заради тоа единствен излез од целата криза, а нема да се смири доколку Заев направи влада или ВМРО ДПМН не знам, признај дека ова нема да биде легитимна, нема да биде легална владата, да се оди на предвремени парламентарни избори и таму граѓаните да си го дадат свој глас. Меѓутоа Заев вели дека граѓаните си го дале свој глас, мнозинството во парламентот го има тој. Ама граѓаните по улици му се секој ден. Тој вели дека тоа се инструирани ВМРО-вци. Инструирани ВМРО-вци. Така ги кажуваат биле со фантомки, биле не знам нацисти, шовинисти. Па јас на снимките, еве ако извините, ако дозволите на снимките што гледав, значи, ај што го гледаме народот, кој народ е таму влезен во собранието. Ја видов еден господин кој доаѓаше кај мене во архив, уметник кој веќе е во пензија, интелектуалец кој го интересира уметноста, тој апсолутно не го интересира воопшто ни ВМРО, ДПМН, ни СДСМ, разменувавме некои документи, ми раскажуваше нешто од историјата, да не навлегувам. И тој човек го гледам во кадар, на вашата телевизија го гледам во кадар натре во собранието. Зарем на тој човек некој му се јавил од ВМРО, ДПМН кажал, слушај, оди во собрание да влегуваш, да кршиш. Не. Тоа е народот, тоа се граѓаните. И запомнете, толку голема бројка народ само од Скопје. ВМРО ДПМН секогаш било помоќно во останатите изборни единици. СДСМ треба да се запраша како може толку народ да им излегува само, ајде условно да кажем, од Кецот, од првата изборна единица или од Скопје да им излегува толку народ 60 дена континуирано секој ден улица. И тие луѓе бараат избори, бидејќи со ваква ситуација никогаш не се соочиле, бидејќи во опасност не е доведена државата. Геноцидот го спомнавте, зборувавме во вашата емисија за геноцидот. Крајната цел на геноцидот е да се прогласи дека да се дојде до тоа дека македонците не постоеле пред Асном и го украле земјата од староседелците албанци. Да, ќе го повторам пак, не е проблем. Значи доколку ние кажем утре дека врз нас е вршен најголеми злосторства од страна на СХС, што било така, бидејќи 2/3 од жандармеријата српска била во Вардарска Македонија, доколку и репресии се вршени врз нас македонците, не врз албанците. Доколку ние кажеме дека врз нас се вршени репресии од страна на српската жандармерија, нас албанците ќе ни кажат, извини, вие тогаш не сте биле признати како народ. Не сте постоеле. Не сте постоеле. Што и го кажа Села? Ние сме една своја изјава. Села го кажа, ние како народ сме постоеле, но после Асном сме признати од меѓународната заедница, да кажеме тогаш Друштво на народи, денеска Обединети нации и така натаму и така натаму. Тоа е крајната цел. И тој тебе ти кажува, имаш еден окупаторски народ, тоа се срби, ти си попишуван како србин, значи спаѓаш ти во окупаторскиот народ, а јас сум друг единствен признат народ на оваа територија, значи, ние сме албанци, врз мене е вршен геноцид, ти тоа го признаваш, што значи ти признаваш дека си окупаторски народ. Ти си попишан како србин. Ти си, извини, окупатор на оваа територија, ние сме единствените стопани на оваа територија. Тоа е крајната цел и на таа платформа и на тоа прашање со геноцидот. И бидејќи сме доведени во таква ситуација, бидејќи ни доведено во прашање постоењето на државата или ваква каква што е, мора да се оди на предвремени парламентарни избори. Друг излез нема во оваа криза. Сосем за крај сме на емисијата, завршни зборови за вас, господине Даштевски. Избори очигледно дека ниту СДСМ, ниту Зоран Заев сака, ниту очигледно дека ќе има. Дали локалните би биле некој индикатор? Не се знае. Значи, не. Прво локални не може да има. Затоа што локалните избори требаше да бидат одржани до крајот на мај. Тоа е пропишано во закон. Законот за изборите, изборниот законник, го се донесува со двотретинско мнозинство, измените и дополнување. Значи сега е потребно ВМРО ДПМН за локални. Дали ќе сака ВМРО ДПМН да го смени законот или ќе ги услови со нови избори. Тоа е. Друго, да не се повторувам, ово јасно е зашто народот што излегува сака нови избори, затоа што извршена постизборна измама и ставена на маса платформата која не беше ставена на маса пред изборите, барем за македонскиот електорат, бидејќи
албанците тврдат дека ја имале во својата платформа, што ја не сум ја читал, не сум баш сигурен дали геноцидот бил предвиден во таква платформа, бидејќи тоа спротивно дури и на условите под кои се формира партија. Па ако бил предвиден, тоа што требало судот да преземе мерки за укинување на таа партија. Така што не сум сигурен дали било, ама можда делови биле. И албанците си гласале за тие делови. Но македонците не. Меѓутоа и албанците кои 70.000 или 60.000 колку ги дадоа за СДСМ, исто ја немале на маса таа платформа, но не е важно, тоа е битно за македонците. Значи, битно е дека таа постизборна измама треба да се отстрани, бидејќи најверојатно овие што излегуваат, затоа излегуваат неутралните. Тие гласале веројатно за СДСМ, па сега се каат. Затоа што не гласале за нешто такво, а сега им се става после избори на маса, еве ова ние ги прифатиме, а тоа води кон кантонизација, односно федерализација. Само да кажам што ми е поентата. Поентата ми е цело време аналитичарите на СДСМ, посебно од областа на економијата, констатираат дека сме во тешка состојба, тоа им беше главно во предизборието, дека Македонија тоне во долгови, дека се селат млади луѓе, дека ќе пропаднеме, дека ќе се задолжуваме за век и веков. А сега тие нема да се занимаваат со економија, со она програма од Белград на политичката партија од десницата Двери, туку ќе се занимаваат со платформата на албанците. Значи, уште повеќе ќе одиме во лоши економски услови, дотолку повеќе што веќе овие што беа обезбедени нови инвеститори нема да вложуваат, ќе прекинат сите проекти економски кои ако се сеќавате и ВМРО ДПМН кој беше исклучиво посветено во почетокот на економијата, едва ги стартуваше. Значи, бара луѓе од цел свет и на крај ќе дојдеме во ситуација да мора СДСМ да разговара за избори, односно сами ќе сакаат затоа што нема да можат да се справат со состојбата. И затоа ќе се договорат сите да има нови избори, па да се почне од почеток, да се проба нешто да се направи за да повторно државата тргне напред и на економски, и на политички, и на социјален, и на секој друг план. Така ја само можам да констатирам дека ако во нешто сум сигурна, тоа е дека ќе седиме вака во овој состав многу скоро, бидејќи како што кажавме на почетокот се менуваат работите од ден на ден, па ќе ги анализираме секако што и како ќе се случува. Тука сме. Ви благодарам што бевте гости во отвореното студио. Вам, драги гледачи, благодарам што бевте на фреквенцијата на телевизија Нова и со ова отворено студио. Останете на програмата на ТВ Нова во 22 часот вести.